Што мислите на нашиот пазар, дали има дефицит и дали е отворен за вакви дизајнери? Дали има работа, со други зборови? Со други зборови, многу во прашање. Вие го поставивте директно прашање што ќе го заинтересира секој студент кој што ќе се запише на нашиот факултет. Да, има работа. Само сега дојде на некоја мода, да кажем така. Прво прашуваат колку е платата. Да. И ако му одговара, ќе се запосли и ќе работи најквалитетно. Но ако не му одговара, нема да се запати. Има сега тука една двосмислена работа, смисла да газдите кои што барат такви кадри, они сакат поевтино да пројдат, а добијат квалитет. Сосем обрат. И обратно кај студентот. Сосем обрат. Така, и обратно кај студентот. Да. Они сакат да дадат труд и да покажат дека знаат, но да не се вложуваат многу. Да не се вложуваат многу за тие пари. Да. Тука да има не ризикуваат. На некој начин. Така. Затоа што он покрај тоа што ќе работи ова работа, он може дома да работи за некоја странска фирма да работи. Да. И да заработува плюс многу повеќе него што ќе заработува некоја фирма тука во Македонија. Значи, сето тоа е искуство. Искуството го прави и тоа да се осеќа сигурен, тој што го работи, да се чувствува како добар дизајнер. Значи, ќе го пофалат еднаш, ќе го пофалат два пати, веќе чувството му станува расте. Знаете како класец кога расте, така и чувството на дизајнер расте. На добар дизајнер, се надевам. Да, на добар. Се надевам. Така е, тоа е наистина пријатно чувство кога ќе го слушнете од некој добар дизајнер, а се поминал да не вашите раци. Така, да не речем низ вашите раци и чувствувате добро. Или некојот индекс прошол низ вашите раци. Така, па и тоа е едно решение на некој проблем, да кажеме. Апсолутно. Навистина има и многу студенти кои што спеале на запад, например, неколку мои студенти во Канада работат, се поврзале еден со друг. Да. И канаѓаните дури им дават куќа или стан, им дават опремено дури, им дават кола за да стигнат до работа, им дават добра плата. Так. А сето тоа го стваруваат преку интернет, конкурираат на тие како да кажам, тие работни места каде што се бара таква струка. Да. И многу успешни колеги имам, поранешни мои студенти кои што навистина го достигнуваат попонот на некои работи. Тоа е за попалва. Ретко во некоја струка да стигнете вие на тој период. Но и за жалење што многу такви добри студенти, добри инженери одат надвор и работа за туѓи пазари. Го запоставуваат нашето производство. За жал. Па видете, за жал. И јас понекогаш размислам дали е тоа навистина така, но често пати си поставам и самиот прашање, што би се случило да бев јас како нив? Значи, патот каде би ми бил?